Почитувани, Владата на Република Македонија се фали дека од 2006 година досега доделила 500 милиони евра субвенции во земјоделството. Но, оваа влада преку политиката на субвенционирање, македонскиот земјоделец го претвори во сигурен гласач и во зависник од субвенции, кој преживува од година во година. Она што СДСМ постојано го укажува, подкрепено со официјални податоци од владини институции е следното. Учеството на земјоделството во вкупниот бруто домашен производ е намалено. Во 2005 година изнесувал 12,8%, а во 2011 9,7%. Вкупната земјоделска површина е намалена за 50.000 хектари, површините под ораници се намалени за 120.000 хектари, а за сметка на тоа, под ливади и пасишта површините се зголемени за 215.000 хектари. Прашуваме зошто се земјоделските површини намалени. И покрај распределбата на средства за субвенции и рурален развој од 2011 година, тие се уште не се целосно исплатени. Прашуваме колку од овие пари се исплатени, а каде се парите што не се исплатени. Бараме вистински податоци, а не податоци на хартија, бидејќи сметаме дека податоците намерно се кријат. Бројот на вработени во земјоделството со цело или скратено работно време е незначително зголемен. Од 108.000 вработени во 2007, тој се зголемил на 121.000 во 2011. Прашуваме, зошто интересот за вработување во земјоделството не е значајно зголемен и покрај големите вложувања на оваа влада во овој сектор. Растителното производство во вкупната вредност на земјоделското производство е во опаѓање. Тоа во 2005 учествувало со 78, а во 2010 со 74%. Зошто нема зголемување на вредноста на растителните производи, особено поледелските, и зошто нивното учество во вкупното земјоделско производство е намалено? Каква корист од субвенциите? Добиточното производство во вкупната вредност на земјоделското производство е во незначителен пораст, бидејќи во 2005 учествувало со 21, а во 2010 со 25%. Зошто и покрај големите вложувања, особено во сточарството, вредноста на добиточните производи нема видливо зголемување? Уште неколку податоци за наводните успеси во земјоделството. Македонската трговска размена со земјоделско-прехранбени и рибни производи за периодот 2007-2011 е негативна. Македонија постојано го зголемува увозот на храна од 115 милиони евра во 2007 на 152 милиони евра во 2011 година, што покажува дека повеќе увезува отколку што извезува. Македонската трговска размена со земјите од Европската унија за периодот 2007-2011 е исто така негативна. Тоа значи дека Македонија и во оваа размена повеќе увезува отколку што извезува и постојано го зголемува увозот на храна од 11 милиони евра во 2007 на 97 милиони евра во 2011. До кога Македонија ќе го зголемува увозот и ќе биде неконкурентна за извоз? До кога ќе бележи негативен трговски биланс? Сите овие податоци покажуваат дека популарните 500 милиони евра за субвенции оваа влада не ги додели во целост, а и оние што ги додели ги потроши како награда за едни или како социјална помош за други. Но едно е сигурно, најголемиот дел од оние кои добија субвенции имаат обврска да го дадат својот глас на избори за оваа власт. Затоа нема вистински развојни резултати во земјоделството, што ќе бидат онолку високи, колку што се високи и огромните вложувања во оваа дејност. Мерките од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои ќе ги промовираме наскоро, ќе опфатат сосема нова политичка програма за субвенционирање на вистинското земјоделство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи со доделувањето на субвенциите, но тоа ќе го правиме плански, навремено и во целост во функција на развој на земјоделството. Благодарам.